Представници на над 50 земји, вклучувајќи и 35 председатели на држави или влади, учествуваа на видеосамитот чија цел беше да се соберат финансиски средства за невладината организација Глобален сојуз за вакцини и имунизација. Британскиот премиер Борис Џонсон беше домаќин на глобалниот виртуелен самит за вакцина против коронавирусот. Тој ги повика државите финансиски да го помогнат развојот на вакцинирањето против инфекцијски заболувања. Џонсон упати апел до донаторите и да им помогнат на сиромашните земји во справувањето со кризите, особено со новата пандемија. To defeat coronavirus, we must focus our collective ingenuity on the search for a vaccine and ensure that countries, pharmaceutical companies and international partners like the World Health Organization cooperate on a scale beyond anything we've seen before. We must use the collective purchasing power of Gavi, the Vaccine Alliance, to make that future vaccine affordable and available to all who need it. На самитот со видеопорака се обрати и американскиот председател Доналд Трамп. Тој ги поддржа глобалните напори за развој на вакцина, но не прецизира колку ќе донира американската влада за оваа иницијатива. As the coronavirus has shown, there are no borders. It doesn't discriminate. It's mean, it's nasty, but we're going to all take care of it together. It's great to be partnering with you. We will work hard. We will work strong. Send my regards to Boris and good luck. Let's get the answer. Според невладината Глобален сојуз за вакцини и имунизација, од овој настан биле ветени $2 милиарди од влади и од донатори за обезбедување на идната вакцина против COVID-19 за сиромашните земји. Во оваа сума се вклучени и $100 милиони донирани од фондацијата на Бил и Мелинда Гейтс.